Царството Божјо е внатре во мене, моево срце е Твое, Исусе. Духот утешител мене ме води, Исусе. Добриот пастир го дава животот свој за овците. Тако, Татко небесен, во Исуса сум возљубен. Ти го давам срцево, да се вселиш во него. Татко мој, Татко на сите, возљубен Господе Исусе Христе, и денеска го повикувам Твоето име во полна радост. Ти благодарам што ми даваш сила, мир, љубов, трпение, да останам во љубовта, да победам во љубовта, да раснам во љубовта, да бидам син на семокниот Татко, воден од Духот Божји, роден во дух и вистина. Ти се подарувам, ти се поклонувам во дух. Духот да ме води, му се покорувам на Духот и вистина, на Исуса му се поклонувам. Работам за Царството Божјо. Те љубам, Господе Исусе Христе. Ти благодарам што ми даваш сила да им простам на сите, никого да не осудам, да се покајам за секој греф, да ја прифатам Твојата волја во мојот живот, неговата волја во Твојот живот. Тоа е христијанство. Нека биде волјата Твоја. Денеска има, например, во македонската култура, демонизирани луѓе. Кај секој народ ги поставува тие стапици, например. Соседите на Македонија се во сатанска лавиринт, стапица. Нема македонци, ние сме македонци, наша е Македонија, а тие ги убивале македонците, вршеле етничко чистење. Татко на лагата е сатаната. И целиот народ живее под тоа проклетство и го носи тоа проклетство те додека не почне да ги љуби македонците, да се покае. Тоа е тој момент, а сега па од друга страна овде ние сме најстари, ние сме измислиле се. Македонија била постара од сонцето. Дури и хулат на Исус Христос и сите тие што се фатија да откриваат, да прават, завршија психички пореметени. Освен оние што останаа на границата. Славата е Негова, царството е Негово, силата е Негова, љубовта е Негова, ти си Негов. Чувајте ги вашите тела и души, кои се скапо платени. Од друга страна, те сакам, Господе Исусе Христе, вие не си припаѓате само на себе си. Значи, вие бевте со сатаната паднати, тој плати за вас, ве купи, вие сте Негова собственост. Ова го читавме, видите, тие се тие текстови кои слегуваат. Јас сум само сад, скоро доаѓаме до 600-тиот завет. И тоа тече. Ти благодарам, Господе Исусе Христе, зборува и денеска низ мене, нека Твојата силен збор, духовен збор ги допре сите оние кои ќе ги отворат срцата и ќе повикаат кон Тебе. Ти употребувај ме за Твоја слава, прослави се во моето срце и душа во овие живи слова. Те сакам, Господе Исусе Христе, словото на животодавни слова кои треба да останат во Тебе, да фатат корен, да се родиш во духот, да се промениш, да издржиш до крај на стариот човек, ти стариот, да се родиш во нов. Лука 4:1. Исус исполнет. Не е духот над него, духот беше над него, туку внатре во него, исполнет. Со Дух Свети одведен е во пустината од духот. Кога ќе се исполниш од Духот Свети, ти ќе бидеш во пустината. Ќе те одведе духот. Пустината е тоа се околу тебе,
Духот на овој свет, паднатиот дух, демонизиран свет, пустина, место за премин од материјалниот во духовниот свет. Пазете, место за викање, гласот на оној што вика во пустината. Јован, Лука 3:4, гласно зборува за Царството Божјо. Вика, доаѓа сила. Не смее да го држи, сведочи јавно за Исус Христос, да ти се исправат тебе и мене патеките кон Отецот Исус Христос, да те води Духот Свети. Тоа е заедница, одредница на Син Божји. Народнинство со Отецот Небесен, Татко и Син, Отец на духовите, Татко на сите, Татко кој е љубов на небесата. Тоа е негова природа и не е чувство, и деца паднати или пратени на земјата да работат за Царството Божјо. Паднати со сатаната во овој материјален свет, стврднат дух замрзнат. Важно е духовното присуство на вечната љубов во нас, Отецот Исус да направат сокровиште, вистински да живеат. Не ти да си тераш како што мислиш ти. Тоа тешко го разбираат луѓето. Ти мислиш дека си христијанин, а си живееш свој живот. Само правиш некои ситни обредчиња, читаш некои стихови, од време на време ќе кажеш за Исус и потоа си тотално претопен, како да речам. Неутрализиран си, беззначаен си во овој свет. Те сакам, Господи се Христ. А утешителот, дали Исус живее во моето срце, е важен момент. Па тоа се гледа, ти ќе бидеш дрво кое дава добар плод. Дали утешителот, пак Духот Свети, кого Отецот ќе ви го испрати во мое име, во Исусово име, тој ќе ве научи на се и ќе ви напомни за се што сум ви зборувал. Јован 14:26. Една девојка, мома, беше овде, таму излезе, кога требаше да почне да се менува. Ама мене Духот ме учи. Видете, да го сваќаш тоа буквално, ако те учи Духот, ти ќе имаш служба, ќе имаш дела на љубовта, нема да живееш бесплодно во овој мртов паднат свет. Исто како и другите луѓе, по ништо не се разликуваш. Не те препознаваат, не си во пустината, не викаш во пустината гласот на оној што вика во пустината: Исусе, Исусе, Исусе. Јован 14:26, но друг препев вели дека небесниот Татко ќе ни го испрати Духот Свети да ни биде помошник сличен на Него. Утешител да ни биде, помошник, сила, ќе не научи на се. Он ги врши делата, тој зборува од мене, не зборувам јас. Отецот зборува за духовно соединување, раѓање со Исус и Отецот небесен. Значи да претрпиш до крај на стариот човек, стариот себе. Едно тело и еден дух со Исус и Таткото небесен. Тоа е свадбата на јагнето Божјо. Тоа е духовно. Те сакам, Господе Исусе Христе, љубовно соединување. А ти си живееш исто како другите, зборуваш за Исус. Зборуваш за Исус, треба да го живееш Исус, односно Исус да живее во тебе, Исус и Отецот во дух да те оживеат, ако ме љубите. Ако. Пазете ги моите заповеди и јас ќе го помолам Отецот. Исус ви зборува, тој ќе ви даде друг утешител за да биде со вас довека. Значи, тој кога ќе се насели, ти стануваш вечен веќе. Довека ти се претопуваш од смртен во бесмртен, ти се облекуваш во духовно тело, не си гол дух да луташ таму ваму, по ѓолови, по луѓе, да ги демонизираш. Тој ќе биде со вас довека, 14, 15, 16, ако ме љубите. Ако го љубиш Исус, го љубиш ли Исус? Да. Ама не е тоа телесна љубов, тоа е да го возљубиш, да му дадеш се, да се препуштиш, да умреш, да се преродиш, да оставиш се земно.
да му дозволиш да те кастри, да те накалеми, да бидеш гранка која дава добар род. Доброто дрво дава добар род. Духот е и сила. Околу нула е. Малку над нула. Духот е и сила со која се облекуваш од небото. Видите, ние имаме моменти ке дојде некој демонизиран, не му се покажува и ке ги кренам рацете и ке речам, татко, ако сум син Божи, да слезе прстот Божи, да слезе силата, раката Божја, ова да биде твојата рака Божја, и кој ќе тргнем на човекот, ќе почне да врескаат демоните, ќе видат силата која е. Апостолите 50 дена се молат собрани на едно место. Каде е тоа место? Па Царството Божјо без број. Пред Исус, ничком пред нозете, ничком имаме една група наша. И закоравени срца се молат едни од другите. Сакам Господ Исусе Христе да примат дух, да примиш сила од озгора. Пред тоа тие се разбега апостолите, ќе го удрам пастирот, нели, и овците ќе се разбегаат. А Петар велеше, ако треба и ќе умрам, и ја дувна. Видите што значи со умот? Зашто нема сила, беа само потопени, искапени од надвор во вода. Треба одвнатре да те искапе во Дух Свет и водна бања во Словото. Овците ќе се разбегаат. Без Духот немаш сила. Немаш сила да сведочиш за Исус Христос, Царството Божјо, силните во Исус го грабаат. Сатаната сака да те открадне. Без Духот немаш сила. Духот на вистината, Дух, Татко, Отец, вистина Исус, кого светот не може да го прими. Тоа мисли и на црквите. Зошто не го виде. Кој да го видиш? Па Исус. Кој е тој Исус? Па тој што ја води заедницата кој има Дух. Мораш во него да го видиш Исус. Ако не се покоруваш, нема да примиш. Тоа им зборувам на луѓето. Не ме гледајте како човек. Исус го гледа како човек. Мислевме дека Господ го казнува, го ова, тој ги зема нашите греови. Така имате вие некој човек. Само ако е во Духот. Ако е тоа некоја земна деноминација, поделена црква која прима пари од страна или си игра некој обредчиња од неолитот, македонска народна култура, ништо не бидува од нив. Тоа е духот на овој свет. Значи тоа е тој. Кога светот не може да го прими, тоа е тој свет зашто не го виде, ниту го познава Исус. А вие го познавате зашто во вас е. Тогаш го познаваш, го љубиш, ако е во тебе. Во вас е. И во вас ќе биде, ќе остане. Пази, 14:17, Јован, веројатно. Светот не го гледа, не го познава Исус. Тој го гледа во некоја фреска, надвор го замислува. Адам ја позна Ева и придоби синови Каин и Авел, без разлика што тие се убиваат. Ти треба духовни синови да придобиеш, да го познаеш Исус. Друг препев, тоа е Духот. Живее во вас. Ти си едно тело, тогаш го познаваш, го љубиш, кој ќе ви ја открива вистината 14:17. И потоа ти не постапуваш од себе си, тој те води, тој процес треба да го научиш. Тоа не е така лесно, тоа е крај на себе, да претрпиш до крај. Потоа вели, световните луѓе, се мисли на деноминациите земни, не се во состојба да го примат, зашто полно им е срцето. Затоа што не го гледаат, ниту го познаваат. И срцето им е полно со духот на овој свет. Си имаат своји желби, мисли, планови, реализации, не простуваат и така натаму, идеи. Во 8 стик Филип бара од Исус да му го покаже небесниот татко. Покажи ни го Отецот, да видам па ќе поверувам. Исус му одговара, Филипе, еј Филипе, синко, долго време сум со вас, па 2000 години ако го мериме земно време. За Господа еден ден е како една година, како еден ден. Филипе, долго време сум со вас, зар не знаеш кој сум јас? Често им кажувам на моите сотрудници. Да се чудите. Зар не знаеш кој сум јас? Секој што ме видел мене, Исус вели, тој што ви е старешина, го видел небесниот татко. 14:8-9, но само ако го води Духот Исусов.
Може да го води духот на овој свет. Баканалиски дух има една заедница, исцелува, мава, рипа, пее, нема љубов, контрола, пари. Мириса на смртта, на духот на овој свет. Зар не веруваш дека јас сум во таткото? Дека таткото е во мене во дух? И зборовите што ви ги зборувам од себе, не ги зборувам јас, тоа се тие. Туку небесниот татко ги зборува, кој живее во мене, дух, ги врши делата. Верувајте ми дека јас сум во таткото, таткото е во мене, или барем верувајте заради чудата. Ве уверувам, дали има плод заедницата со трудници, песни, молитви, исцелувања, радио, телевизија, книги, сведоштва. Преку 60 песни, ќе отидеме во некоја заедница, ти ни дават песни од пред 100 години. Па зарем духот не се отчитува? Ми раскажуваш приказни од пред 400 години. Или дека сте апостолска црква. Зарем духот не се отчитува? Или читаш од некоја таму пророчица? Ма зошто духот не ти зборува? Што ти е тебе, човеко? Ти го ограничуваш светиот дух, соло, скриптура, само словото. Значи, духот го врзуваш, тука и нема. Духот се објавува. А и тие затоа читаат небесни отци. Ама тука се гледа, кога ќе дојде духот, мене ќе ме прослави. Исус ќе го славиш, нема да ја славиш Богородица и сите други таму светци што работеле за Исус. Не знам дали работеле или не работеле. Тој знае, јас не знам. Во тело или без тело. Ве уверувам дека секој што верува во мене ќе ги прави истите дела што ги правам јас, а и поголеми од моите, зашто јас заминувам кај небесниот татко. Јован 8:14. Значи, тука се тие состојби кои тешко се разбирали. Луѓето само декларативно зборуваат за Исус. А он си живее стариот. И кога ќе дојде некој демонизиран, се гледа дали ти имаш власт. Имавме сега еден случај. Член на семејство малтретира друг член на семејство кој му е родител. И реков дека нема да дозволи демонот да ја малтретира, да го малтретира, да земи да заповеда замолкни по 5 минути замолкна, без разлика. Се повеќе ќе добиваш сила, користи ја силата. Значи, дела ќе правиш како Исус во заедништво со духот на силата и љубовта. Тие се тие дела, но нема да ги правиш ти кога сакаш. Духот оди каде што сака. Никој нема власт над духот. Еве уште, секоја ваша молба упатете ја со мене, со таксена марка срцето твое. Јас ќе ја исполнам на тој начин, синот ќе му донесе слава на небесниот татко. Јас ќе направам се што ќе побарате во мое име. Во Исусово име, Јован 14:13-14. Името е Господи Исусе Христе, те љубам. Господ Исус Христос. Друг препев, и што и да посакате од Отецот во мое име, во Исусово име, не од себе си, ќе ви го исполнам за да се прослави Отецот во Синот. Прослави се во моето срце и душа Господ Исусе Христе, Татко. Ако посакате нешто во мое име, во Исусово, јас ќе го направам. 14:13-14, значи Татко, во името на Господ Исус Христос барам, но претходно треба да го познаеш, да останеш во неговите слова, да го љубиш, да извршуваш неговата заповед, да живее во твоето срце, да си еден дух. Татко, во името Исусово, те молам да ја тргнеш оваа сатанска доктрина врз македонскава земја, да ги ослободиш сите сотрудници од сатанските пранги, да ја примиме сета сила и твоето знаме да остане, духовно знаме, жезол од Македонија до небесата, до крајот, радио Свети Дух Македонија, дојдете да пиете, да јадете, кој е жеден, нека дојде. Значи, Татко, во името Исусово, а тие велат во името на Отецот, Синот и Светиот Дух. Ма тоа е општо е, тоа е кажано на едно место само, за да го разберете. Во името Исусово, име Отца, Сина и Светога Духа, и ништо нема ништо. Светиот Дух е наш помошник. Во името Исусово, треба да го знаеш тоа име, да ти го пишува името Исусово во твоето срце. Исусе, те сакам.
Светиот Дух е наш помошник, кој останува за секогаш, кој ќе го примиш, ти нема да можеш да се одделиш 14-16. Врската, поврзувањето со Исус е духовна. Без таа поврзаност, љубов, свадба, возлюбеност, едно тело и дух, ти не си Христов, немаш дух, си тераш со духот на овој свет. Само мислиш дека си во Исус, а полн си со разни идеи. Ако останете во мене, зборовите мои останат во вас. Зборовите се дух и живот, духот останува, тогаш тој да посакате. Барајте и ќе ви биде. Со тоа ќе се прослави мојот Отец, да носите многу род, да бидете мои ученици. Јован 15:78. Ладно е, ме грее Исусовата љубов. Пазете, да останеш во Него. Да останеш. Тоа е целата суштина. Ти остануваш во себе си. Друг препев, ако останете сврзани за мене, и ако моето учење се вкорени во вас, да почне да пушта листови плодови, тогаш секоја ваша молба ќе ви биде исполнета, кога вие ќе станете плодотворни ученици. Тоа ќе му даде слава на мојот Татко, небесен Татко. Тогаш поврзувањето со Исус Христос е духовно, новороден, духовен роден, љубовно роден син во Исус Христос. Исусе, те сакам од земјата до небесата, силата Исусова да ве преплави. Бегај од Македонија, Сатано, во името Исусово, и не враќај се повеќе. Бегај од заедницата, Сатано, во името Исусово, и не враќај се повеќе. Мораш да заминеш. Бегај од мене, Сатано, во името Исусово, и не враќај се повеќе. Ја враќам Македонија во твоја собственост, заедницата со трудници, мојово тело и душа и се што имам. Радио Свети Дух, жезолот на Исус Христос, духовна река, жива вода која не сопира, од земјата до небесата, љубовта Исусова да ве преплавува, не за сатаната и смртта, да за Исус во Македонија, во моето срце и душа, во заедницата со трудници. Се што е од Исус нека остане, се што не е од Исус да си замине и да не се враќа повеќе. Тоа е заповед на молитвен војник на Исус Христос. Те сакам, Господе Исусе Христе, за секогаш Исус, на секаде Исус, во секого Исус, во секое срце Исус. Амин, до Божјо Царство Небесно. Амин. Те сакам, Господи Исусе Христе. Амин. Царството Божјо е внатре во мене, моево срце е Твое, Исусе. Духот утешител мене ме води, Исусе. Добриот пастир го дава животот свој за овците. Татко небесе, во Исуса сум возљубен. Срцево да се всели